200 нови вработувања со инвестицијата на чагата и кабло во Тир, Скопје. Компанијата одлучи да го прошири производството со отворање нова фабрика на површина од 10.000 квадратни метри, односно речиси двојно поголема фабрика од постоечката. Планот на компанијата е да воведе најсовремена технологија и методи за производство во автомобилската индустрија, со што планира да ја зајакне својата позиција на пазарот и да ги задоволи зголемените барања на своите клиенти. Компанијата инаку ги снабдува водечките производители на автобуси, трактори, градежни машини, камиони, комерцијални возила, машини за чистење и специјални аеродромски возила. Со оваа нова инвестиција планираме вкупната затворена површина на фабриката да достигне 17.000 метри квадрат, а бројот на вработени да зголеми на 500. Изградбата на новиот објект од околу 10.000 квадратни метри, кој ќе донесе нови 200 вработувања, ќе биде двојно поголем од постоечкиот производствен објект на чагата и кабло. Освен со што отвора нови работни места, објектот ќе донесе и нови технологии, нови знаења, нови искуства и нови поголеми можности за професионален развој. Проширувањето на инвестициите во земјава е уште една потврда дека институциите се посветени, а се враќа до вербата на инвеститорите. Економијата расте, а тоа е резултат на конкретните чекори, а не теорија. Во првиот квартал годинава бруто домашниот производ е 3,2%, извозот во првите 5 месеци од годинава е за 3,15% поголем споредбено со истиот период лани. За премиерот ова е показател дека економските политики се во добра насока. Економскиот раст до крај на годинава и во следната година се темели токму на влезот на инвестициите, а и на поттикнување на домашните компании. Ова е само еден од многуте примери како се создава економски раст, не со теории, туку со конкретни објекти, не со пароли, туку со нови работни места, не со зборови, туку со нова хала што се гради. Не е добар само за компанијата, тој е добар за локалната заедница, добар за националната економија и добар за еднината на секој млад човек што сака да остане овде. Покрај во индустријата се работи на инвестициона политика во енергетиката. Владата потпиша меморандум со турски Казанџи груп, кој треба да градат когенеративни централи, секундарна гасоводна и топловодна мрежа. Неделава стартуваше изградбата на гасниот интерконектор со Грција, а половина милиарда евра ќе чини инвестицијата за изградба на ветерниот парк на Алказар Енерджи.